За спивање покрај книга често му се случува на Дејан, но затоа за свирка е секогаш точен. Дејан ја започнува вечерта во латино ритам. И изгледа прилично сигурен во тоа што го прави. Па се случило некој другарки да ми кажат ми се свига брат, ти ќе гласаме за него. Сега да не именувам кој. Една од страстите во животот на Дејан е и кошарката. Навикнат е да победува. Дали ќе биде тоа случај и во македонскиот идол? Најредовна на неговите свирки е неговата девојка. Девојката со која што сум сега во врска ми е најдобрата другарка од средна школа. Се познаваме повеќе од 7 години, а во врска сме околу 1 година. Неа воопшто не би и пречело Дејан да победи на македонскиот идол. Доколку успее да стане првиот македонски идол и да ја понесе со себе славата која што ја носи македонскиот идол, би била среќна и не знам зашто не би се справила со тоа. Добро, мисли да се штимаш како што се слушаш. Значи, симуло. Тоа ти е. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me true as only you know how. Ова е Дејан на пробите, а да видиме како се снаоѓа во живот. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close and sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you got away with me, stay with me and sway with me. Other dancer may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth and sway me now. The dancer may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth and sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean catch the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you got away with me, stay with me, sway with me. When marimba start to play, hold me close and make me sway. Like an ocean catch to shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you got away with me, stay with me, sway with me. Овде малку да направиме муаве, дај малку импресија од наставот, како си помина
Имаше ли тука девојкиве задоволни и се смешкали? Па не знам како што забележав, да. Да, забележа. Добро. Ајде да видиме што забележаа судиите. Те оставам во рацете на Калиопи, Игор и Тони. Дејан, значи кога прв пат те запознав, кога прв пат се појави пред мене, си реков што вара ова дете тука, што не оди да игра кошарка. Сега сум сигурен дека македонската кошарка ќе добиеш еден слаб центар. Подобро е што се случи вака, ќе добие добар пејач. Треба сериозно да поработиш само на една работа. На слободни. Да. Точно така. Значи ти недостасува она што ќе те направи да се чувствуваш уште посигурен, да владаеш со сцената и со сите нас. И се уште вечерва никој не му отпеа ни една нота на жирито. Дали забележавте? Бегаат од нас. Никој овде има една бариера, не се ни вртите наом. Во секој случај, ти пожелувам среќа ако одиш понатаму, а ако одиш понатаму, те молам да го прифатиш ова многу сериозно. Значи, во твојот радовиш има, познавам луѓе кои можат сериозно се позанимаваат со тоа како ќе се однесуваш, како ќе изгледаш и како ќе... Што ќе правиш додека пееш? Тоа е твојот проблем сега за сега. Иначе наставот беше сигурен. Може. Сакаш или ти сакаш? Ти. Може, ти или јас? Ај ти, Ај, јас. свеедно ми е мене. Ај не ти. Мене ми е тотално свеедно. Може тие, може И ли ја. мене исто. Па стварно, сериозно. Сакаш ти или јас прв? Сакаш да ти удрам една Решете се. Ај ти, Ненад. Вака сега. Она што навистина го приметив кај сите 5 кандидати до сега, дека имате еден правец само таму, иако сте ставени на една многу интересна сцена, која ги дава сите 8 или 16 правци на човекот, му ги ослободува. Сигурен сум дека ти ќе имаш успешна музичка кариера. Дали ќе бидеш македонскиот идол, останува да одлучи публиката, а јас мислам дека си го заслужил дефинитивно своето место што си вечерва овдека. Јас сакам најпрвин да кажам дека пееше една навидум лежерна песна, но не е така. Исклучително тешка песна да се донесе на начин како што ти успеа да ја донесеш. Со една вистинска зрелост, беше прекрасен, навистина прекрасно отпеано. Она што сметам дека Игор ги скоментира апропо твоето слободно држање на сцена и тоа како е важен стајлингот. Секоја моја критика во однос на стајлингот и тоа како бит на рацете, значи цело време те чувствам како да нешто не ти е комотно од тука на вама, тоа и не можам да го сватам. Можеби сум ја старомодна, ама не верувам дека не. Ама ќе се сложат со мене, ова е ветеринарски изглед. Не ми се допаѓа. На брзина треба да се заврши нешто. Треба стилисти. Значи, ветеринарски е ова малку. Идни стилисти многу внимавајте на тоа дека еден пејач многу важни му се рацете и тоа како. Тие се главен мотор на движечката сила на гласот. Значи, од мене бакнеш многу сме одиш. Виде, Нена! Виде! А од вас ќе добие гласови доколку гласате на бројот кој што го гледате на малите екрани. Поддржате го Дејана ако ви се допадна неговиот настап. Фала ти многу.